Civil Media. Прво ви благодарам на сите што останавте, уште 5 минути луѓе, имајте енергија. Често е да бидам денеска тука на овој панел и ќе започнам јас со, бидејќи сите сакам маци вас да ве вклучам во оваа цела дискусија, со неколку прашања и ве молам кренете рака. Кој од вас тука слушнал за Elevate Global? Elevate Global пред 2 дена стана меѓу 30 најиновативни технолошки компании во југоисточна Европа. Работат решенија за вештачка интелигенција. Кој од вас слушнал за Марија Антонија Димовски? Браво! Го произведуваат првиот македонски органски путер од лешник и бадами. Кој слушнал за Инобис? Инобис е мобилна апликација која им помага на македонските компании да пронајдат странски партнер за бизнис соработка. Сигурно немате слушнато ни за Маја Милошевска. 8 тони органски сок од аронија нејзината компанија има произведено. Силиндо, компанија која што има апликација за визуализација на продукти со што се поедноставува онлайн продажбата. Мислам со тоа што никој не крена рака за овие компании, ова е многу мал процент од тоа што се случува. Мислам дека постои проблем каде што многумина не се свесни за револуцијата која што се случува во македонското предприемништво. Ние за прв пат во историјата на Македонија последните неколку години имаме успешни бизнеси кои што не се наследени од мама и тато, кои што не се продукт на транзиција, туку се продукт на љубов и мако трпна и честна работа, нешто на што на ово општество мислам дека му фалеше. Бидејќи генералната слика, ако сакаш да успееш во Македонија, мора да имаш партиска книшка, мора мајка ти и татко ти да се богати, или нели да си покрадеш. Меѓутоа, тоа се менува и ја навистина сум горд на тоа. Меѓутоа, не е доволно само да кажам дека сум горд на ова. Факт е дека овие предприемачи, и тука нескромно ќе се вклучам и јас, се мислам факторот кој што може да ја промени реалноста на Македонија, бизнес реалноста на Македонија. Меѓутоа, за тоа е поддршка и од владата, поддршка и од медиумите, и нели ние треба да го забораваме она старото, нека не ми се меша мене државата, само нека ме остават на мира, туку да се вклучиме и ние во процесите кои што нели ќе го направат нашиот живот подобар. Нема да бидам предолг, имам неколку мислења кои што сакам да ги споделам, во кои што и владата се разбира може да помогне на нашиот иновативен бизнес сектор. Потребна е огромен фокус на едукација, бидејќи на предприемачите им е потребно знаење, потребни им се алатки, но потребни им се и инспирација да видат дека може од тука да се направи нешто. Очекувам поголема поддршка од медиумите, бидејќи во Македонија не се само гигантските компании кои што се многу добро познати, чии производи не ги користиме секојдневно, не ќе сега да ги именувам. Постојат и компании кои што имаат многу поголем импакт, меѓутоа за жал не се присутни во медиумите и луѓето не знаат за нив. Очекувам и поголема соработка на тие гиганти со стартап компаниите, бидејќи реално единствено овие нов тип на бизнеси може да донесат иновации во овие големи корпорации, кои што знаеме се гломазни, имаат огромна бирократија и реално се многу тешки за воведување на иновации. Со партнерства, со стартап заедницата, тоа може да се промени и овие компании, иако се големи, да станат иновативни компании. Тука ќе ги спомнам и банките. Нема да ја споменам оваа банка, не ова платен маркетинг, не те ставам те во категоријава. Меѓутоа, факт е дека имаме најконзервативни банки и се разбира као бизнисмен, знам дека профитот е важен, меѓутоа знам и дека без ризик не можеш да направиш пари. Денешните македонски предприемачи, освен некои фондови за иновација и акселатори и така натаму, реално немаат аксес на капитал, ниту банките сакаат да разговараат со нив. Одете во банка, имате бизнес од 20-30 вработени, прво што ќе ве прашаат што имаш да ставиш у залог, дали имаш некоја нива, дали твоите имаат некоја куќа,
и разбирам, сака да се заштитат, меѓутоа, ако банките не помогнат на овие компании, некој друг ќе помогне и веќе тие нема да бидат македонски бренд, туку ќе бидат амерички, германски и така натаму. Очекувам и поголем фокус на жени предприемачи, бидејќи ја мислам дека македонските жени се многу подобри предприемачи од македонските мажи. И ова е многу важно, особено во руралните средини, каде што има жени кои што живеат се уште како во 19-тиот век, а мислам дека има огромен простор за да се вклучат во предприемништво и така натаму. Меѓутоа ќе завршам со едно што се уште не се промени. Ние не можеме да градиме земја на иновации, земја на европски вредности, кога се уште имаме, кога сите предприемачи сме ставени во ист кош. Ја не ќе да бидам поистоветуван со предприемач кој што им дава минимална плата на вработените, другите пари им ги дава во кеш. Не ќе да бидам поистоветуван со предприемач кој што на првиот ден вработениот веќе отказното решение го има отпишано. Не ќе да бидам поистоветен со предприемач што отпушта жена која што 8 месеци трудна. Мислам дека вакови на предприемачи не и треба на Македонија и сите ние заедно колективно треба да ги истребиме и да им покажеме дека да, ова е земја можеби каде што владеат корупција и партиската книжка се уште е важна, меѓутоа мораме да им надеме ние надеж. Јас сакам мојата ќерка да има надеж. Сакам да оди во светот да научи, меѓутоа сакам да има надеж дека може и тука да успее, без разлика ја кој сум, што сум, бидејќи јас сум успеал, а имам родители кои што се сосема просечна фамилија. Мислам дека им го должиме тоа на сите и ние можеме да збориме тука за милион реформи, можеме да збориме за милион фондови, меѓутоа ако во сршта ние не се промениме, тогаш апсолутно мислам дека целата поента на се што правиме е изгубено. Така да тоа е мојата порака до сите. Цивил медија